Во судот во Велес денеска продолжи судскиот процес против тројцата лекари од Гевгелиската болница обвинети за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното бебе. Искази имаше дел од медицинскиот тим присутен во хирушката сала критичниот ден. Ретко кој од сведоците се сеќаваше што се случило во хирушката сала. Само болничарот пред судот рече дека забележал чудно однесување кај двајцата анестезиолози и дека најверојатно била под дејство на алкохол. Останатите сведоци рекоа дека постапката нормално течела. Никој од нив не забележал нешто новообичаено што според адвокатот на оштетените е сомнително. Ние имаме од исказите што ги имаат дадено пред јавниот обвинител, дури некои отстапува од тоа што го имаа кажано. Секако сведочењето што денеска го кажуваат пред судот, но секако треба да поразмислат дека и тогаш биле упоменати дека давањето на лажен исказ представува кривично дело и дека се одговорни за тоа што го изјавиле пред јавниот обвинител во текот на истрагата. Дали денеска некои работи се заборавени за цел да се помогне на обвинетите, јас не можам да кажам, но секако треба да се одговорни за тоа што го зборуваат пред судот и да ценат дека сепак суд е институција пред која што се зборува вистина. Пресудскиот совет денеска свој исказ даде и директорот на болницата во Гевгелија Сретко Јованов. Дел од одбраната смета дека во болницата не функционирало секако што треба. Јованов пак не сакаше јавно да каже дали чувствува одговорност. На директорот не му беше јасно кој ги носи плановите, а е донел наредбата. Не знае кој ја раководи, кој ја спроведува таа наредба, кој ја контролира, затоа доаѓа и до таа состојба до која сме дојдени. Што имаш во документот? Во документот беше точно опишана постапката, како треба да се организира елективниот царски рез, кој се учествува, како се носи одлуката, кога треба да се направи и кој ден таа треба да се прави. Сопругот на починатата родилка и денеска повтори дека очекува правична одлука и казна за тројцата лекари. Сепак, смета дека одговорност за случајот има и директорот на болницата во Гевгелија. Директорот мора да се покрие, пошто директорот не е крив. Он го води тимот. Он е тренерот на таа екипа. Екипата гледаме дека е раштимна тотално. Меѓутоа директорот не е обвинет. Директорот не е обвинет, да. Не знам дека има одговорност. Па како не би имало кога гледате какви искази дава, не знаат што се случувало, а уствари знаат се што се случувало. На крај крајот рибата смрди од глава, де секој пат. Ние сме од доеран, знаеме тоа, а се чисти секој пат од пашката, од ситните риби. Ама он е најголемата, сепак тоа јас би кажал. 32 годишната Маја Кадиева и нејзиното новороденче починаа на 22 октомври 2015 година за време на изведување на царски рез во Гевгелиската болница.